представниците на Magnum Opus, студентската организација при ФОН, председателката Катерина Саламовска, Кейти и Инес Лаврис. Ви благодарам многу што прифативте да дискутираме за младински теми, Значи, во моментов имаше многу дискусии дека ние млади сме многу пласирани, дека немаме никаков придонес во секојдневната дневна политика и дневни политички дечаки што се дешаваат, што не е точно. Самата организација ние младите ги негира тоа, самите студентски организации, вашите активности го негираат тоа. Па пред се да започнам како започна идејата за Magnum Opus, како вие како дел од самиот кор, јадрото од Magnum Opus, како ви започна идејата, што е целта што сакате да се постигне, затоа што е јако дел од приватен факултет ФОН, имам некои размислувања, имам некои своји тези, меѓутоа вие како репрезентативно тело, што имате да Катерина нека почне и Инести слободно. Кој е вашето размислување генерално за младите, генерално за студентите, генерално за вашиот факултет ФОН, за генерално што сакате да се направат активности, какви активности имате во моментов и што планирате во иднина сега? Така. Формирањето на Magnum Opus започна затоа што се појави потребата, нели, за да се формира една организација која ќе ги заштити пред се, промовира и напредува правата на студентите. Јас конкретно доаѓам на пример од средно приватно училиште, се запишав и на приватен универзитет и знам со каква дискриминација и предрасуди се соочуваат средношколците од приватен и студентите исто така од приватните универзитети. Ние сметаме дека сме еднакви со... Кои младите отприлика? Имаме некои знам што ми зборуваш отприлика, меѓутоа малку да што отприлика од дискриминација. Така, првен... Дека се плакаме за да поминеме дека немаме учење, дека немаме знаење, меѓутоа никогаш тоа на пракса го нема воспоставено дали на вистина е така или не е така. Првен да почнеме од моабитите што постоја дека нели на ФОН конкретно на нас се паѓа само по скали. Што воопшто не е така, сметам дека се работи со студентите, да има некои поединци, меѓутоа оној што сака да учи на приватен, ќе учи, значи без разлика. Оној што не сака да учи, нема да учи ниту на државен, ниту на приватен универзитет. Втора работа што ева конкретно на пример не бевме вклучени во ИСП картичките, ниту платежните картички кои што ги даде владата, Министерството за образование и наука, министерката е Мила Царовска најави дека ќе има некои промени, дека сите млади се еднакви. До сега на подкасти не знам дошол случајно и камеронот знае, Мила Царовска мислам дека одустане спонтано тоа. Случајно сега доаѓа само министер за образование, ама толку хаос напри со образовните реформи. Па мислам дека повеќе сме разочарани од колку што... Ова гледаше еден проблем, еден цикл што не го имавме фатено за сега. Тоа како приватните факултети се на некој вид можеби дискриминирани, да речеме начин отргнати од страна од тие бенефити што ги имаат државните. И постојано се нагласува подобро јавно образование. Меѓутоа за да има подобро јавно образование се поземува систем кај што мора да има тони конкуренција. Ако они немаат здрава конкуренција, затоа и образованието од држава ќе опаѓа. Имаме образование, затоа и сега не вади веќе кадри. И ние да речеме поединци што се истакнуваме во генерациите, мора да се пронајдеме на некој начин меѓу себе да контактираме за да можеме некој да ги напредиме нашите права. Сега предрасудите за приватните школи, моје мислење нормално. Има некои факултети приватни кои што се да речеме Титовскиот, кои што се да речеме некои си други приватни кои што кога се зборува на пример ФОН, приватен факултет може да се банализира поради тоа што го споредуваат со тие факултети. И поради можеби ако го обвинам со некои за дебата ќе дебатираме, поради слабиот резултат што покажуваат другите приватни факултети се прикажува како се префрлува вината врз ФОН, што не е точно. Да не мисли конкретно некој напад. Има огромен удар тоа според мене. И за тоа Дали вие како приватна школа може, како представници на приватна школа ФОН, јас се согласувам дека се подобри, меѓутоа сакам точно од вас, мислите дека сте подобри, имате поголеми резултати до сега прикажани и тоа е една од причините зошто од другите приватни школи, тоа е една од причините зошто сметате дека треба да имате студентска организација, зашто толку гласно се борите. Да пофалам Катерина и вас како тим, вие бевте единствени кои што најажурни и најбрзи реагиравте со повик за помош на родилката, во помош на многу активности што не било потребно, сега сме се координирале само напредување. Многу е важно на секој младенец сам себе се напредува. Сега се вратим назад во вако, дали ФОН
и го спитате дека нуди соодветно само напредување на младежот, може себе се стиска. Што е тоа поразлично што го нема во јавното образование, што мислите дека затоа што дури дека во Македонија владе голема функционална писменост. Сега, во голем придонес во тоа има јавното образование, што нема ефект. Сега, што е тоа што ФОН го разликува, например, од тоа јавното образование? Зборам ФОН колку зашто примите приватни факултети според мене не ги ставам ни странка како ФОН, затоа што не се неистан, а ФОН го смерува најдобри така, не најдобро школа, приватен факултет. Според мене, пошто имам и на приватен фонд сега што сум и претходно бев на државен машински. Прво, професорите таму гледа да ја преда лекцијата, која што искрено 90% од нив, да не речам сите, истата лекција, презентација ја има напишано у книгите од збор до збор. И не се замараат многу со прашањата, има чатпад на некој, ама не гледат на сите зашто се преголем да. Додека ова само се добра информација, значи сега во јавните помалку се ангажирани професорите, не во приватните повеќе се вложуваат за не знам нито тоа дали е баш секој пат проблемот, зашто кога ќе се примети например некои професори сака да им платиш за да добиеш потпис или не знам што. Исто така, ако некои само ќе ти ги дадат прашањата, како на машински имавме предмет што не ги дадоа и ќе ни речат од овие 60-30 ќе ви се паднат и научете ги. Тука, например, сега у ФОН, еве, например, ко професорката Катерина што ни беше, она сакаше на секој посебно да види од кај доаѓа, од кај што, кој му е мислењето, до каде и да го продолжи на правата насока, значи на неговиот талент, кај што му не да го мислиш тоа и тоа според, не знам, вака е правилото и само според тоа ќе одиш. И дава да се пронајдеш себе и да се унапредиш на тој начин. Што тоа претпоставувам за сите би било подобро да се прави сега. Ти го представува Катерина? Да, јас сметам дека ФОН нуди најдобро образование, сега не е дека затоа што доаѓам од таму. Еве, например, и во средно кога бев, ние бевме мала група, исто и на факултет, значи ние бевме до 10 души. Сметам дека за да може да биде ефикасно и ефективно предавањето, треба да е помала групата, да се посвети внимание на поединечно и ние сме имале многу добри резултати, значи подеднакво, како во средно, така и сега на факултет. Тој принцип на менторски, значи, настави, сега не мора да биде 1 на 1, меѓутоа, значи, до група од 10 души е многу подобар и создава многу подобри кадри за воиднина. Со група од 30 до 40, 50, не знам, на УКИМ ги зборат дека се 100 души, 70 души. Професорот не, значи, ќе биде среќен ако ги запамти барем 10 од нив. Значи, и он не може да ги слушне мислењата, ставовите на останатите колеги. И мислам дека заради тоа после со тек на време или после втора година обично се редуцираат на околу 20-30 одстанува, затоа што колегите веќе на некој начин се чувствуваат демотивирани, затоа што професорот откако после првиот час ќе сфаворизира 2-3, значи, а другите не ги ни слушнал, ама тој што ги слушнал, 2-3 ќе сфаворизира и не работи со останатите, значи тоа се неговите фаворити и тоа е тоа. Затоа сметам дека ФОН има многу подобри кадри за понатака, затоа што не поврзуваат, имаат конекции, факт е, приватните универзитети имаат многу подобри конекции, значи имаме инвеститори, имаме нови бордови, еве конкретно нели оваа трансформација на факултетот што се случуваше, така да не знам, ја сум задоволна, се надевам дека и од УКИМ ќе претрпи некои трансформации, затоа што ако не претрпи, гледам дека многу паѓа од искуство сум имала да разговарам значи со професори од државен и со професори нели нормално приватен. Можам да кажам дека конкретно за нашиот универзитет ние сме го имале за политичкиот факултет,
шлагот. Значи најдобрите правници, најдобрите политиколози и политичари биле на фон, така што секоја прилика била искористена за атак врз нивната репутација, нивната професија. Како професори, како студенти или генерално? Првен за професори. Значи можам да кажам дека шлагот бил кај нас. Јас сум на правни, не знам точно кој да се на политички. На политички, например, на Наружен го имавме. Да. Гордан Георгиев. Исто професорот Фрчковски, кој што се префрли од државниот, да беше толку добар државниот, зашто би се префрлил... Има добри професори, да речеме, кои што не се експонираат во јавност. Например, според мене Седефа Џапче е многу добра професорка според за право. Апсолутно. Исто можеме да зборите и за Зорица по трудово право. И има добри професори што може не се експонирани во јавноста, меѓутоа дали мислам дека можеби еден од минусите на фон е тоа што може не е предоволно промоција на тие професори што веќе ги има. Инес, кажи ни нешто за изложбата, што спомна Катерина за како се Значи, идејата и што воопшто не натера све да ја правиме, мора да се благодарам на председателот на Магнум Опус, прво. Заедно со уште некои колеги, како што е Маја Ацеска и останатите што може да ни помогнат на правење страната и на целиот евент од мултимедија и дизајн факултетот. И исто така имавме што ги промовиравте вашите дела од дизајн и мултимедија. Да. Значи, решивме, пошто заради ситуацијава со ковидот, со вирусот, не можевме да ја направиме да биде со присуство, па моравме да најдеме друг начин, преку онлайн изложба. И се решивме некако да внесеме и повеќе луѓе надвор од факултетот, што исто така сакаат да помогнат на луѓе, као соработка да направиме. Видов нешто добро? Тука беа музичар, глумец, модел Давид Мука. Инфлуенсер, Исто така беше со уметничка што е од Шведска и исто така и у Македонија, Гордана Винчич и една што е како стилисткиња, со шминкање, со све супер одлично. Што ви беше темата во делата што ги прикажав? Во делата темата беше Моје тело, моје правила. Тоа сакавме да кажеме дека не треба да има прирасуди воопшто, пошто сепак Македонија малце поназад сме со одредени работи што се дешаваат во светот и се уште има негде дискриминација или размислувања. Овој вака изгледа, овој ова го носи, не е убаво тоа и тие работи, па сакавме да направиме удел некој дека не е важно тоа, туку важно е ти како си внатрешно повеќе. Значи, сега за сега ќе работиме и планираме негде летото да направиме една ревија со студентите од ФОН што се и дизајнери, стилисти од ФОН. Со модели од Србија, некои тука што се попознати и така, и едно кратко филмче исто така планираме да снимеме. Stay tuned. Да, краткометражен филм за еден надправар што ќе биде во Лондон. Инаку, да, покрај ревијава, значи ќе имаме некои дополнителни активности. Јас можам да најавам за правно-политички, нови дебати, ораторски вечери, заедно со професорите, значи и со други во универзитети ќе ги повикаме да учествуваат. Некои испак имаме надпреварување, тоа нема да откривам повеќе детали. Да, и значи би сакала да ги повикам и другиве млади, значи без разлика дали се студенти на ФОН, УКИМ, дали доаѓаат од други државни приватни универзитети, доколку се заинтересирани најпрвен за волонтирањето, да ни се приклучат кон тоа, затоа што сепак нели ќе се работи со деца, значи едно поинако искуство, ама одлично и за понатаму. И друга работа што сакам да повикам е на поголема свесност и активност кај младите, да се борат пред се, значи, за правда, да го кажат своето мислење, да имаат глас во општеството, да не бидат безгласни букови.
И да се и заедно мислам дека можеме да се избориме за правда за Јилди, затоа што верувам дека има повеќе такви случаеви и Јилди заслужува, заслужува, значи да ја добија нели правдата. Младите се тие што може да направат некаква промена, да извршат некаков притисок врз надлежните институции, затоа што ако го оставиме надлежните институции, не сум сигурна дека ќе се реши случајот. Така да јавниот притисок мора да продолжи. Да, мора да продолжи, нека не се плашат, нека се вклучат малку нека бидат поагресивни, затоа што не се знае дали може би во иднината би биле на другата страна. Да, на другата страна. Многу активности имате направено. И донации имате нешто за лаптоп и дополнително имате сега и волонтирања во... Да, па тоа кој сака да се приклучи од младите, волонтираме работиме со дичиња со попреченост. Браво. Значи различни се, имаме и едукативни работилници, а и со спорт, значи пошто јас на пример сум исто тренер по пливање, идеме на базен, работиме со нив, вклучени се и оние, значи треба да се третираат нели како еднакви, односно ја промовираме и таа инклузија што треба. Значи, колку што сакаме да сме академски активни, толку сакаме да сме и општествено активни, значи тие два... Не може тешко да се изберете. Да. Што ви беше темата во делата што ги кажав? Во делата темата беше Моје тело, моје правила. Тоа сакавме да кажеме дека не треба да има прирасуди воопшто, пошто сепак Македонија малце поназад сме со одредени работи што се дешаваат во светот и се уште има негде дискриминација или размислувања овој вака изгледа, овој ова го носи, не е убаво тоа и тие работи, па сакавме да направиме удел некој дека не е важно тоа, туку важно е ти како си внатрешно повеќе. И затоа се решивме да одиме со таква тематика. Сега, Моје тело, мои правила. Сега она беше јавна соба и има некој става што се покопува, некако се покопува изгледа. Точно. Пред времето да ја направите, вие асоцијата, што мислите генерално за случајот за јавната соба, што мислите за сексуалното образование како предмет се воведе, промената и генерално преска го опфати делот за како делот приватните факултети не се опфатени во тие мерките што ги промовираат во јавност надлежните органи, министрите. И да напоменам само, кога се критикуваат надлежните, поготово министрите, не доаѓа тоа од некоја си партиска гледна точка, не дискутираме, туку они се надлежни, што се делегирани од страна на народот преку изборите и затоа што тие се одговорни за тоа. Не напаѓаме ние директива затоа што имаме нешто против лично нив. Туку они се одговорни за тоа кога нив е упатена оваа конструктивна критика, да речеме на некој начин. Токму така се согласувам, не е дека сега ќе ги нападнеме лично или значи на некоја партија. Прашањето беше за јавна соба генерално и за ова последното. Они треба да се надоврзам само на последното, значи они треба нас да не слушнат бидејќи нели иднината во младите треба да знаат кои проблеми не засегнуваат и нас. За јавна соба гледавме нели сите значи што се случуваше, видовме Ана кога изјави ја даде нели сведоштвото нели нејзино што како искуството со насилните пораки и сето тоа што малтретирање што се случуваше. Сметам дека не се интервенираше навремено, јавна соба требаше да биде затворена уште пред една година, да беше затворена, но проблемот не беше решен затоа што повторно и беше реотворена, а и постојат такви групи и на другите социјални мрежи. Значи нешто тука, нешто има чим повторно, значи се прави тоа нешто во сега не би сакала понатаму да дискутирам, да барам некој виновник, значи тоа останува на надлежните институции нели да се го најдат виновникот. Се надевам дека се повеќе ќе се разреши целава ситуација. На соба до денес уште не е заклучен случај, не е затворен случај, меѓутоа проблемот ми е во тоа што нема казнивост. Кога нема казнивост, делот има огромна шанса да се повтара. Сега тие кога една соба никого не си санкционирал,
и си ги повика само на разговор, а очигледно во една соба имаше пуштено слики низ социјални мрежи дека по нив се отмува полиција. Сепак не сум затоа што дадена платформата не може да можеме без филтер да дискутираме за некои работи. Една од причините што мислам, не хипотетички не мора би точно, мислам за тоа што голем дел од Министерството за внатрешни работи, нивни внатрешни работени се вклучени во јавна соба и за да се прикрие, плюс го искористија како причина за да се протне сексуалното образование. Ама јавна соба додека не се направи некој вид на речеме воведување на предмет етика или воведување на некој дополнителен предмет кој што плюс да се поработи на смалување на корупцијата, кога детето, кога студентот или ученикот би излегал надвор од своите студентски или формални води кои ќе влезе во неформалниот дел каде што постојано се промовираат криминал, дрога, не знам нешто што не е адекватно, самото сексуално образование нема да има ефект, ќе постигне баш контраефект. Само пошто ќе биде како земен како шега од страна на учениците. Не се зема таа перцепција, туку се зема ама успело во некоја таа друга држава. Да, меѓутоа нашата држава не е се уште стигнато до либерален или прогресивен систем кој што ни го декларира. А јавна соба, не знам, малку мене ми уште тоа дело не сме се затвори и некако како млади треба секогаш да го држиме отворена таа тема, затоа што да знаеме кога не било санкционирано, а требало да се санкционира. За сексуалното образование, пошто Нили не праша на што мислиме ние за тоа. Значи, колку што е добро, како што кажа, толку може да биде лошо. Имаше еден случај, например, не е само од Финска дека е земено, исто во Украина, девој каде што нели е воведен предмет сексуално образование и нормално е девојче за нив од 8 години да има дечко 13 години каде што таа врска се промовира и јавно од страна на мајката на девојчето. Значи почнаа да се извитоперуваат тие морални вредности и со таков предмет, значи иако експертите велат дека ќе биде добро, ние како што кажа и ти сме години наназад, иако сме веќе 21 век 2021 година, немаме таков ментален склоп. Како општествено наредување сме назад. Немаме таков ментален склоп за ние да Никто го... од 92-а. Немаме таков ментален склоп и мислам дека можеби како идеја, како замисла е добро, меѓутоа не е соодветно за во тоа оделение да се воведе таков предмет. Треба да се фокусираат на предмети кои што стварно се добри, нека има етика како предмет, нека има па и религија, нека се слуша и другата страна, нека има предмет и за морал, зашто да не? Затоа што гледаме дека и женските почна полека да ги губат тие вредности. Значи тука колку што јас како жена, како индивидуа, не ја оправдувам постапката на тие што ги пуштиле сликите во јавна соба, меѓутоа искрено не можам да најдам оправдување за дел од сликите на девојките кои што јавно ги имаат објавено на социјалните мрежи. Значи сега нема сигурно да спомнувам имени и презимења, меѓутоа јас сум се уште фрапирана од некои слики од девојчиња кои што се дури малолетни, 17 години или на граница веќе 18, што ставаат такви слики што мене ми кажува дека тоа е само еден крик по внимание и така не може, значи да рече дека се злоупотребени сликите ако тие веќе се јавно на профилите. Тука беше исто ако ти текнува и случајот со овој Сергеј Варошлија, кога сакаа да го тужат, кога покренаа некоја постапка и он се повика, он се извади на тоа дека тие се контра јавно. тебе, се сложувам со тоа, има една друга теза дека ова го кажа сега ти дека имало крик за внимание. Во правото како ти ја релативизираш жртвата на девојката, ти дали знаеш тоа дека она било пратена, но дама таа јавна слика. Сега таа јавна слика сигурно се објавила за секој кој што да ја гледа. Така. А проблем во една соба е што има интимни слики, кои се пратени по интимни разговори, па тие се обелодени, а да јавни слики што се не сум тешко мога да го дефинирам. Место да се бара внимание од друг аспект. Значи секој сака внимание, ќе викнеш сигурна сум, значи и психолог некој во
да дојде на Не, исклучително млади дечки сме сите овие хота. Млад психолог бе? Од Мал факултетот психолог, за психологија. Колегите од факултетот за психологија многу ме интересира тие што ќе кажат на темава. Затоа што да, секој сака внимание, меѓутоа тенка е линијата која ќе значи ме разбираш. Да. Тенка е линијата, значи тоа треба и малку дома тие семејни вредности да им кажат како треба, како не треба. Не е јавна соба, значи начин за да се протне тоа сексуално образование, тоа треба да се види првен јавното мислење, значи не само на експертите, Не, за на разбира јавно, од сите страни. на граѓаните, од сите аспекти тоа. Значи има многу онака пропусти, дупки огромни. Жени во политика, жени во генерално. Што мислите за некоја жена во генерално во македонската политика тука што Сега ти кажа за две жени. да, Се заптер. Искрено до сега не сум видела никоја мислам, жена да ми остави впечаток во македонската политика. За остранската можам да набрам колку сакаш. Не може политика. Значи не може не може. Мене ми остави претходната министерка за финансии? Не, Не бе, Нина Ангеловска. Не, сериозно да бидеме. Не. Значи, не можам ни да помислам да ги споредам некоја, еве, например, нашава министерка Царовска, Шекеринска со една Меркел, значи тоа е, мислам, нема споредба, не можеш ни да помислиш на такво нешто. Меркел и со некои машки не се споредуваат. Апсолутно, значи, од челите, човече. Мислам дека кај нас, например, нема таква клима за да можат и жените да бидат подеднакво доминантни како и мажите во политиката. Затоа што не им се дозволува. Значи, ете, например, ќе дојде, како што кажа и ти пред малце, значи некоја жена на висока позиција и таа ќе мора да биде контролирана од повторно маж некој. Значи нема не се остава простор. Мисля дека еве например историски ако гледаме наназад, голем број на владетелки, значи биле многу подобри од мажите, на Елизабета ќе ја земам за пример. Меѓутоа, често на жените не им се остава простор да влезат во политика затоа што сметаат дека ќе бидат предводени од емоција. А емоцијата не ти оди заедно со политика. Има разлика од жена и жена, да речеме. Само се, ја мислам генерално дека не се тргаат на страна машките и женските, туку се не се тргаат жените само на страна, туку се тргаат и машки кадри и добри женски кадри. Кога само еден добар женски кадар би бил во определена позиција стигнат, мислам дека тој посно може да ги мотивира останатите. Значи, биле моментално владаат секакви жени, кои што не се адекватни за таа позиција, претенички да речеме. Кои што тие поише прават контраефект дека ти што разбориш, ако дека се неспособни, дека ако туку што прават ефект, таа позитивна дискриминација, па мене ми е некако проблематично. Зошто има позитивно 50 жени? Затоа и ги бират тие 50 што ќе му слушаат некој. Нема ги бират тие 50 кои што ќе му бидат него позитивни. Значи, прв чекор за да се скрши таа позитивна дискриминација се тргне таа рамка. Колку ја звучува контроверзно и да мора. Да. знам тој да знам. Само тоа не го правите за женски и за машки го прават, мислам. Non-stop и Нема за машки. Ако некој знае да му се спротистави и има добро, пак ќе гледа да го тргне, ќе земе некој друг што ќе го слуша во негова позиција, така да. Ама не, дека имаме, дека жените имаат право, значи имаат. Тоа е феминистките што се лупаат во гради, значи како феминист, ќе кажам, меѓутоа имаш разлика од феминист до феминист. Оние што ти прокламираат некои такви извитоперени дека тоа само жената и никој друг, фактички они се она истата страна на монета. Значи нема разлика. Ако веќе ти повикуваш на говор на омраза против мажи, значи ги имаат правата, жените може да се изборат и исто и да влезат во политика, меѓутоа проблем е тоа, значи кога веќе она се сама себе си дозволува да се подчини на тој што е над неја. Точно. Значи тоа е проблем. Тоа е проблем кај жената, ама генерално кај машките го имаат. Генерално кај луѓето во Македонија. Точно. Шарената револуција беше што беше? Беа искористени и
тогаш бевме супер и одговаравме. А сега не одговараме, не вклучуваат во ниедна активност и сме безгласни букви. Значи, тоа е најголемата трагедија и иронија. Значи, за неколку години се смени се. Не, да не говори, не се смени ништо според мене, ако ме прашаш. Се смени само главата. Па мислам дека на полоша се смени. На полоша се смени. Ама многу... Црни сценарија сегда. Па ја устроим зашо го тепаат тој да се души. Ево во некој ден имаше некоја си кривична акција во Грчец, не знам ти што. И тие што избегна наркопослови на иста слика со нашите министри. Председател. Да. Во ова збориме ние комадуваме, сега ние комадуваме ја ова го збориме, значи сигурно и повозрастните зошто продолжува, зашто не гледа дека ова е деструктивно. Ние како млади луѓе, а се обединиме да правиме некој јавност, да кренеме галаман, да го актуализираме проблемот, да се реши, да бараме, нас тоа можеме да го направиме. Меѓутоа ние како млади ја немаме, сепак и како поединци, ја немаме делегирано таа официјална позиција. Се они како во возраст не разбираат дека они секогаш кога прават таков игнорантски пристап, дека они само не пркаат, не враќаат од нас. Затоа многу луѓе се разочарани. Друго прашање. Зошто младите се разочаруваат од држава? Зошто се заминуваат? Зашто има два случаи. Имаше еден дечко што беше прогласен за пред 3 месеци 4 за најдобар полицаец во Македонија. После 3 месеци се завинал во Германија. Значи, што е тоа што мисли дека се разочарани зашто младите се заминуваат од држава? Како студенти генерално. Искрено, прво најголема работа што од други држави ти нудат некој пат самите повеќе, дали заради плата, дали заради, не знам, подобро школување, или било што тоа што кај нас со држава не го гледаат до тој степен. Или ако речат, ќе речат еве овој ќе добие стипендија, ама не се одржуваат до крај до тој дел. Ја прекинуваат до некој. Така да тоа е една од големите причини што може да се рече. Второ, исто и со работата, да бидеме искрени. Тука плата нормално минимална 300 евра. Сепак, ајде да речеме и за устранство други цени, за живот, друго, сепак има некој начин на поорганизираност у животот и утрошењето. Таму кога има попуст, има стварен попуст. Кај нас попустот е многу мала разлика која ќе видиш. Што мислиш дека тој момент на кршење, тој момент на кршење сакам некој да прифатиле, што само сакаш да се заминеш од држава. Буквално не да, значи јас знам никој држава го предизвикува тоа кај луѓето. Не знам, ја мислам дека сите имаме она типен point, значи ти се собира и еден ден ќе ти пукне и решаваш да си замине затоа што гледаш дека ништо не се минува од држава. Еве на пример, сите кога зборува за претходната политичка гарнитура, вака, така, онака, дојде нов живот, подобар живот. Некои сме сложни дека ВМРО беше хаос од тие претходните 10 години. Ама не можеме да продолжиме, ако ти биле лоши да продолжат на ист систем како нив и да мислиме сега дека вие се подобри, само затоа што не се ВМРО. Ето тој хибриден режим што го зборува. Значи не е хибриден режим затоа што СДСМ е хибриден режим, туку затоа што претходната власт заедно во соработка со сегашната власт, тие функционери, целосно го имаат узурпирано цел систем. Тој е хибриден режим што го зборува, значи не е хибриден режим СДСМ како СДСМ, туку целиот систем е хибриден, што и претходната власт режимската и сегашно има некој вид на еволуција во самата функција, некој ново тело што ние сега е прв пат го гледаме во држава. Значи истите ликови се, нема нешто ново. Венко Филипче беше советник на Никола Тодоров. Значи, зашто мислиш дека не ти генерално зборам, зашто мислиш дека некои други резултати ќе се постигнат? Има доктор Павловски, да речеме, кој што зборува јавно и отворено дека не треба да се пуштаат карантини, дека за маските да го збори објективно, сите зборат, не, ќе имаме сега избори, пописи ќе имаме, утре ќе имаме ова, ама има корона, па сега не имаш луѓе што постојано е страшна ситуација, имаш ригорозни мерки во уведено, да речеме, и ти зборуваш, сега ќе имаме попис, ќе има избори, претходната година не имаше парламентарни, па како имате се ова може да се спроведе, СДС имаше да имате партиски избори, и тоа во време на корона, и као, значи, они цитираат само за политичка гена, не само СДС, и ВМРО генерално, они сега го злоупотребуваат тоа со здравиво, оставка на Венко, добро и брати, ќе треба да гласаме ние за ВМРО пак. Тоа, значи, тоа исто, мислам сакав да го кажам, истите ликови се вртат, значи,
секој што ќе дојде на власт станува таква декадентна лисица, значи Да, хиена, декаденција, хиена, браво. и само сака да го задржат столицата, пошто нели тоа им е убаво си има. И ние гледаме дека ништо не се менува. Така беше во време на ВМРО, така е сега, значи ние верувавме дека нешто, ја не верувам дека ќе се смени, ама младите веруваат, Добро. да, пошто не верувам дека ќе се смени, едноставно, значи ако почнеш насилно, значи така мислам дека ќе се провлекуваат сите години. Да, нека карма некоја ете, да. Да, значи еве на пример по Груевски како дојде. Како го симна, така си отиде. Истото се случува, мислам дека потребно ни фали трета партија, малце да не освежи на политичката сцена, политичката арена, еве Пасија го имаме. Не знам се, значи го имаме Пасија, малце освежење од тоа претходно, значи фала Богу некој да искочи и да си го каже своето мислење без да се плаши нешто дали ќе му направат. Значи Еве само се саканува нешто. нема гај. Ке висичи ти, ке она. Имаше се заев, имаше испад некој собрание. Знам, ама еден од многуте нели гафи. Ама многу интересно затоа што не разбира дека Пасиев го зборува тоа бесот што посеќа обичниот народ, зашто не знам, очигледно излегува произлегува од нас обичните. И не разбира дека ние мај да се поистоветуваме со него потидо. Некоја со политиките на Пасиев не се сложувам. Меѓутоа, според мене, мислам дека единствено решение како политички систем било да се направи една изборна единица. Па во овој голем хаос, да имаше поголем хаос, па после сами нека се снаоѓаат, искрено. Нека влезат може повеќе партии со забрана за предизборна коалиција, па кој си го заслужува, нека се влезат и после нека си прават влади внатре. Па да, само Нека треба хаосот демократија. може да придонесе со некаков резултат, затоа што вака кога што ни се подредени кога одиме работите, Да, разборувам. значи видовме само преку хаос може да видиме како стоиме. Да. Значи дефинитивно, значи ние еве сведоци сме Франција така функционирала со 5 монархии, 5 Така е. републики. Значи само така ќе се исчисти, ќе видиме. Нефрската револуција ми е едно од најомилените нешта. Апсолутно, апсолутно. Зашто младите се заминуваат? Па, освен тоа што кажа и Инес, значи мислам дека тоа разочарани сме од политикава, гледаме дека ништо не оди на подобро и мислам дека круцијално нешто е тоа што се дава предност на некој што нема толкав капацитет, отколку на некој што стварно има капацитет. Може да го подобри со шконца. Да, значи некој например ако е син на некој политичар или не знам некоја истакната Непотизмо личност, од фаворизирањето. тоа има повеќе предност за разлика од некој што можеби е поспособен. Дали мислите дека он има ограничен вид на промотивни професии, како дека не може да се занимаваш со секоја професија што можеш да изучуваш? Да. Да. Не, малце го нема тоа сватено, знаеш, сите сака да бидат директори, сите сака да бидат бизнисмени, сите сака да бидат политичари. Ама ако го немаш тој капацитет за ти тоа да го работиш, Ова збориш од перцепција на политиколог. да, Што сака да твојата успеа, она Так. може не знам друг, не знам што има каде. значи потребно е, еве например во Македонија, па и генерално во другиве држави на Балканот за нечиските професии. Значи тие се ги нема, скори да ги нема, значи по еден, двајца, тројца, значи остануваат за нечи, овие стариве веќе, Така. значи ќе заминат. Ама значи може многу повеќе што се вика профит да се направи. Од тоа имаше еден дечко од Битола, мислам дека од Битола беше, не ме знам. Да, Чевлар. Значи правел по 60.000 денари месечно. Ама зашто? Затоа што бил он единствен во тој град. Значи тој зима поголема плата од некој што тука работи како банкар или нешто слично. Ама зашто он сакал да е банкар, да носи костум и да работи. Така да, административно право. Значи, да, ме разбираш. Тоа е проблемот кај нас.
Значи работа може да се најде. Секогаш спомнам ова, Арно ме потсети. Има и млади кои што сакаат да седат у комфорт зон, да бидат дури приходат да им гораст. Дечкото го збореше, нему ме успеха ако влегува во некоја сјадна средина работа, влегува толку завршил со него живот. Као на 26-24 години влегува во административна работа и толку, и он ќе седи вако и само ќе клика. Кога него тоа ме завршено. И следен чекор му е, не знам, да се венча, да има деца и толку. Тоа е секој различно. Секој различно, меѓутоа пак мислам дека, знаеш, како само напредувањето кај нас не моите, како луѓе генерално не достига. Зошто сакаш да се задоволиш со тоа што е подпросечно, не е ни просечно тоа. Значи ти се задоволиш да работиш како обичен административец и после па тие што се во јавна соба. Тие сите се подпросечни ликови кои што седнале таму да земаат плати и брат види ова или и пуштат видеа и снимки интернет. И тие се тие. Зошто се задоволуваат со тој криминал? Зошто го прифаќаат тој некој коруптивен систем? Значи кога они после ќе го осудат исто. Затоа што општеството не им нуди нешто друго. Значи конкретно Македонија не им нуди ништо. Они, знаеш како се гледа тука во Македонија, значи ако сакаш да успееш, мора да се занимаваш или со нешто криминално, или за да имаш пари, мораш на нешто криминално, или мора да имаш партиска книшка. Значи или криминал или партиска книшка, па ти одлучи кој повише ти одговара. Може би партијата се занимава со тоа криминалното, пак се враќаш Тоа- на тоа. Тоа сигурно, значи пак двете ги имаш како и да. Да. Значи тоа е тоа што не дава простор за трета опција, значи за избор. Значи или криминал или партија. Тоа е еден другар што манге се учи исто политика таму. Се зезавме и вика кај вас здравство не организирано. Ќе шедам школарината, светот се е неорганизирано, али криминалот ви е на прво место организиран. Не. Буквално тоа го рече. Не. Значи, јасно е дека и од надвор од земјите гледат, зборам за помладаве генерации, што се дешава и како се дешава, и јасни им се работите, а кај нас, уште, дали, што викаш, постарите си, уште не задржуваат, или дали кај нас некој кој што рече, им е лесно само да имам работа онака обично, да се седам дома и да се завршам и за друго да не се замарам. Може само и тоа да е психолошки одел. Па не сум Не се владите, знае. јас не се согласувам. Знаеш што, кај нас е проблем, значи, не, извини се Не, за постарите генерации. Значи, кај нас е проблем што ние ги гледаме овие други европски држави и ние мислиме дека све им достојни на нив, што реално, значи, еднакви сме. Значи, тоа сакам, не дека не ставам на пониско, но факт е. Значи, мисля дека ние можеме да се рамниме со нив, со тој менталитет што они веќе го имаат развиено пред 20 години и повеќе. И ние внесуваме некои закони, некои реформи, некои, не знам таму, некои други работи, по нивен пример. Да, а за тоа треба време, години, за нас милениуми да ги имплементираме како што Исто треба. го зборевме пред два подкаста со Христијан дечкото, Христијан Павловски, поздрав него. Викаше, баш точно го спомна, вика, во Финска застигна до тој степен. Не знам колку требало да помни. Значи не можеме Финска сега и Финска и Македонија сега да го спредуваме. Ние ги немаме помни, не само Финска, и други држави што се големи по Европи. Мене ме смешно што скандинавските ги изгледам. Тие се една пиена, само за прво еден, не знам што воопшто се сподобни. Нито неки помали да ги се. Имаше, например, еден филм, баш го дискутиравме, значи 94-та снимен во Кина. Значи, ние сега тоа што го имаме тука, во Кина уште тогаш го имало. И ти сакаш да ми кажеш дека ние сме еднакви, дека ти можеш тоа преку ног да го направиш таква трансформација, да им ја ставиш вака, да им ја пласираш на граѓаните, они се збунети, реално, ние сме збунети ова што го прават. Значи, не може преку ног некои работи да се... Мислам дека само Сега може ќе кажам контра, чисто свак разменуваме. Мислам дека како правилни кадри дојдат на правилно место, на правилни ликови, се дадат правилна шанса. За многу краток период можеме да стигнеме, ако не истра, ако не барем приближно во таму.
За министеркава Мила стварно имам надеж дека нешто ќе направи некоја конструктивна промена, особено во образование. Например, и нејзините советници кога не викна на разговор исто и во влада бевме, значи кажа, ја пофали ажурна, значи се. Ја 5 месеци чекам да ни врати за средба нели од преку студентска организација, што е мислам дека срамота и веќе се откажав. Побрзо добив барања, ми врати на писмо премиерот, отколку министеркава, што министеркава треба постојано да е За сексуалното ажурна. образование, уште еден пример. Колегите што Калин, Кристин, поднесува некаква екипа младинска барање до Министерство за образование да видат кој ќе биде содржината во книгите за сексуалното образование. И некоја мом предете ние книгата, предлог, скицата за книгата, која ќе биде за да видиме да гледаме што ќе се пропагира во тоа. До ден денес, веќе од кога беше сексуално образование активно, до ден денес ништо, не ви трага ни глас да им пратат. Па тоа мислам дека Министерството за образование е премногу затворено, значи ништо не се знае како се Мила Заровска е класичен лик кој што се движи преку пија. Она сака да се промовира себе си, како она се грижи, како она се, меѓутоа нема содржина. И јас тоа го не можам ни да ја нападам, лично не можам ни да ја нападам, не можам ни да ја одбрана. Сомнително ми е, меѓутоа имам чувство некој дека има некој вид на како никој да ја држи, како никој да не ја дозволува. Мислам, си добила следно светло од премиерот, ама не си добила од министерката. Тоа што ти кажува? Ти кажува пуше дека треба него да го прашаш, што ќе се спроведува, а не да прашаш со министерката. Она чекува од него одговор. И затоа мислам дека ја немав никакво очекување од Царевска, затоа што малку тоа труди социјално толку многу што ја фалеа, не беше баш така како што го зборија, во економијата не се снајде. А во образование, кога беше делот за испромената на историја заради Бугарија, тогаш се виде дека она можеби не сакаше, меѓутоа било потисната од некога дека мора да направи тоа. Ултиматум е дадено. И после на пресото на лицеј со албанските, со географија, саќе да смени нели општествени науки саќе се предава, нема биде тоа историја и географија, тоа ќе биде споено во едно, не знам како сега. Да, Како го нарекува предметот. Што беше? На кратко погреб. да. За Сани, конкретно, тоа е еден од случаите кој што сега се мобилизиравме сите млади, нели? И вие како студентски организации и други младински амбасадори и други младински организации се работи за случај каде што докторот Струга буквално при пораѓај на родилка има извадено 3 органи. Он е разрешен од функција на директор, ама он продолжува да се работи како доктор во истата клиника. Неговата опрема не е запленета, уште е во неговиот дом, ама има забрана за да користи илегално хоспитал, како да го наречеме тоа, ординација, која што до сега била илегална 7 години. И трето нема кривичната постапка уште не е покрената по него против него, иако има за многу основи. Кривичната постапка не е покрената. Сега проблемот е во тоа што моментално има работна комисија која што се плашиме дека може да биде искористена како релативизација за самата тема, за самиот проблем, со тоа што министрите си го амнестираат, си амнестираат одговорноста од самиот случај и ја префрлуваат вината на работната комисија. Сега овој случај се актуализираше многу поради јавниот притисок. Јавниот притисок не смее да спласне, не смее да се испушти се заточка на некој начин и да остане само во работна комисија при работа. Што мислите вие за целиот случај со Асани, докторот од Струга, кој што административно се води само како лик кој што е разрешен доктор заради илегалната ординација. Административно не се води дека е против органите и против девојчета со церебрална парализа и со така имаме уште случаи преку другомајинска организација кој што точно дека има уште жени кои што органи биле вадени преку, ако не се страх да го кажат затоа што во Струга има некоја чудна, речеме политичка вода која што Клими, да. Фала камерман. Кој што ги зацкрива и дури јавно се излева. Буквално на Бесими Бардучевот што бил излевал со јавна поддршка за докторот Асани кој што вели дека нема никаква грешка, а самиот репорт извештај вели дека има грешки. И сега ако се работи со повеќе дела, значи тој по дефолт треба да има
истражна постапка против него и да влезе во кривична постапка. Ама не ни влада ни во едното ни во другото, туку се уште се развидува дали има грешка. Што мислите целосно за генералниот случај, за родилката, за Асани, за цело што се случува? Јас сум разочарана од нашите искрено доктори. Значи гледам дека првен таа заклетва што ја даваат нели пред да започнат со својата професионална кариера, ништо не им значи, ја искористуваат максимално. Само најсмешно беше тоа што лекарската комора се огради од случајот, дека не е тоа. Ја сочувствувам искрено со родилката Јилдис. Жената не е крива ни должна, отишла да се породи, да си го земе детето. Првен, да не зборам за тоа што бил утнат полот. Значи, тоа е... Што само кажува дека он не бил присутен тоа што се Апсолутно, значи, и ако се оградуваат, значи, лекарската комора, министрите, значи, сите засегнати страни, првено таа точка, значи... Министерот Венко Филипче и Љупче Николовски во овој случај постапија коректно до одреден степен, меѓутоа не отиде до крај, со тоа што го рекоа дека ќе влезе во истражна постапка и со тоа што се создава комисија. Меѓутоа тоа не сме да застане. Јавниот притисок мора да продолжи. Сега не е лошо тоа што не е само лошо. Добро е што ние како млади се организираме за да го одржиме тој јавен притисок, за да ги мотивираме и другите граѓани да го кажат. Меѓутоа лошо е ако постојано нешто од тема да се става во втор ран, и не се преземат некои директни мерки за самопромоција. За актуализирање на темата. Се согласувам дека добро постапи министерот Филипче до негдека. Значи мислам, пак ќе речам, тоа му беше добро што барем излезе нешто. Барем призна дека има проблем. Барем призна, да. Так. Меѓутоа ако призна што не го решава проблемот, значи он треба како министер сепак има поголеми ингеренции од докторот да превземе нешто, да покрене некаква, не знам, иницијатива за разрешување. Мене ме кажа со тоа што не е покренал никаква иницијатива, дека позади Асани има многу поголем грб, појак грб од... Овој министер за здравство треба да биде вклучен во разрешување како функција на доктор, затоа што се додека Асани продолжува да работи како доктор, како да кажем, е представен вид на срам на сите останати доктори кои често си работат својата професија. И Венко Филипче нема рака што треба да направи, не да го разреши како директор, тоа е окей, тоа е по почеток, мора да го разреши од функција доктор. Ако го разреши од функција доктор, тогаш истражните постапки можат многу полесно да течат. Сега они тука имате за од прилика, сега ќе зборам малку поотворено, одредена политичка партија која што ги крие нивните случаеви и најсмешно беше во изјавата на Асани, вие ова го правите заради антиалбанската национализација. А најсмешно што не очекува, не свека дека излива од граѓани, од млади дечки, туку мисли дека излива некој си про-ВМРО таму, некој си небитен партија. Тоа е... Они сами не знаат од кај испадна цела оваа ситуација. Да, го видов статусот што му беше напишан на Facebook, дури мене смешно ми беше, затоа што цело време сега ќе играме што на карта, ава ние сме албанци и заради тоа не гонат. Значи, игра на некоја карта која што веќе мислам дека не пали. Да, не пали. И тука не е виновен, значи не го обвинувам само министерот, тука ги обвинувам и обвинителство, значи сите надлежни институции, затоа што они не треба, значи не треба политиката да им се меша на нив. Значи они се третата гранка, значи од власта и они треба да се целосно независни, мислам тоа нешто основно што се учи. Ако они се независни, тогаш и заради тоа граѓаните не веруваат многу во институциите. Значи заради тоа Јилдис на пример можеби и не се потпира воопшто на тоа. Јас би советувала искрено да иде на многу повисоко ниво. Значи пошто кај нас не функционира ништо. Значи не е на мила девојчето што станало во цервена парализа, случајот е веќе во in the court, во постапка, 2 години се влече и никому ништо. И таткото рече дека он сака да се вклучи само за да ги заштити останатите ликови што би продолжиле да јадат кај него или во тој одел таму во Струга, затоа што за да нема други жртви. Затоа што он сам рече што може да се оправи кај умовот, че ништо, девојчето веќе церебрална парализа.
А смешно ми беше мене во случајот со родилката и вика ти ги вратиш по органите. Кои си органите не сме ги ухрали? Што е Да, формата? тоа може, значи 3 органи, едниот ајде ќе Еден погрешка, ама другите два за шоца. значи едниот да речеме, еве, матката исто. Значи тоа е и Некоја компликација. компликација да настане, значи тоа е тоа, не може нешто да се извади на такво нешто. Ама со другиве два, Нема логика никаква. да, и сигурна сум дека не е ни единствен случај, исто како што не е единствен случај за, мислам, со девојчето со церебралната парализа, сигурно постојат многу Да. повеќе. Ние по добре глас имаме информација за тоа, меѓутоа уште не сме отишле да го истражиме директно, ама ми имаме другачи што го зборуваат и што ги знаат жртвите. Ќе продолжиме со јавен присуд, тоа ќе биде едно дополнителните јавни притисоци што ќе го направиме, да ги охрабриме останатите жртви да зборат јавно, гласно, ќе го документираме со тоа, за да ја продолжиме да некој јавен притисок. Мене ме интересира во целава оваа ситуација, каде се Хелсиншки? Мене тоа многу ме интересира, затоа што Јас нешки има недавно поднесено барање за да се покрене постапка. Административна, само барање. Меѓутоа во јавност ништо не збора ниту во тоа, значи, тука, кога они толку беа гласни за случај како за јавна соба, каде што немаше да речеме да се работи за човечки живот, или, значи, еве, сега не знам што се случува со органите, може би е нешто, значи, сите предпоставуваат што е, меѓутоа никој не го кажува тоа јавно. Да, значи, Хелсиншки комитет за заштита на човекови права. За случај како за јавна соба они беа прегласни, а за случај како за родилката Јудис нигде ги нема. Значи, не се вршат како што Интересно што овие ставови загаз од млади луѓе, кои што ќе премногу јасно ги гледаат работите. Сакам да повикаме на поголема свесност и активност кај младите, да се борат пред се, значи, за правда, да го кажат своето мислење, да имаат глас во општеството, да не бидат безгласни букови и и заедно мислам дека можеме да се избориме за правда за Јилди, затоа што верувам дека има повеќе такви случаеви и Јилди заслужува, значи, да ја добија, нели, правдата. Младите се тие што може да направат некаква промена, да извршат некаков притисок врз надлежните институции, затоа што ако го оставиме надлежниве институции, не сум сигурна дека ќе се реши случајот. Така да Јавниот притисок мора да продолжи. да, мора да продолжи, нека не се плашат, нека се вклучат малку нека бидат поагресивни, затоа што не се знае дали може би во иднината би биле на другата страна. Да, на другата страна.